пожар во отпад за хаварисани возила создаде црн облак над Скопје. Повремено се слушаа детонации од плински боци, а повреден е еден пожарникар за време на гаснењето на огнот. Пожарот настанал утрото околу 8 часот и 30 минути, а локалното население со луѓе од општината веднаш почнале да го гаснат. Поради ветерот ја изгубиле контролата врз пламените јазици и огнот стигнал до првите куќи што се наоѓаат во близина на отпадот. Жителите од Чуто Оризари учествувале, а Курту Дудуш побарал помош од ЦУК и Дирекцијата за заштита и спасување. Скопската бригада испрати 4 противпожарни возила, се долуваше и од воздух. Еден полициски хеликоптер и ер-тракторот истураа вода околу 2 часа врз пожарот. Со трактори и багери се копаше земјата околу пожарот, за да не се зафати и тревата во близина на отпадот. Се приближи пожарот до зидовите на куќите и направивме напори заедно со екипите од пожарна и сега за сега е локализиран пожарот натаму, меѓутоа како што можат камерите да утврдат, овде каде што е жариштето се уште гори. Навремено беше спречено проширувањето кон куќите, додека пожарникарите се обидуваа да го локализираат пожарот, настана масовна тепачка во дворот на фирмата за отпад, а полицијата ги раздвојуваше. Предходно од страна на сопственикот на отпадот за Старо Железо беше нападната новинарска екипа. Од МВР потврдија дека еден е повреден, а сопственикот на отпадот е уапсен. Денеска на 9.7.2025 година во 9 часот и 16 минути во СВР Скопје е пријавено дека на отпад за Старо Железо во Скопје има пожар, односно дека горат хаварисани возила на кои имало монтирано плински уреди и се слушаат детонации од истите. До сега нема зафатено приватен имот куќи. Се преземаат мерки за гаснење на огнот и расчистување на случајот. До овој момент едно лице е повредено и е пренесено за укажување лекарска помош. Според Дудуш, општината издала позитивно мислење на фирмата за отпад во ноември, а не е запознаен дали добиле дозвола од Министерството за екологија. Дозволата важела до февруар 2025, меѓутоа во новември 2024, колку што знаеме ние во општината, имаат поднесено ново барање, до каде е барањето не знаеме, меѓутоа кај нас се бара само мислење за продолжување на нивната дозвола за работа во Министерство за животна средина. Поради која причина избувнал пожарот, засега е непознато.